Народни приказки не ми се рамни. Здраво и добро дојавте уште едно видео каде што ова видео е за да ви кажам дека ќе има нов контент на каналов. Ќе бидат видеа какво што е ова сега, значи во овој стил на видеа, ќе има камера, ќе видам јас или можеби и некои други луѓе и ќе зборам за интересни теми. Теми кои генерално мене ми се од интерес, како наука, филозофија, историја, психологија, фитнес, уметност, шах и така натаму и така натаму. Ќе пробам најразлични проекти, експерименти, разговор со интересни луѓе и ќе пробам видеата да ги држам што пократки, знам, снимам некојаш долги видеа, но овие ќе бидат околу 10 минути максимум. Не ветувам, но ќе се потрудам. И овој стил на видеа ќе идат под една плейлиста која што ќе се рекува Топло столче и друг пат ќе објаснам зошто е тоа насловот, но слободно пробајте да погодите. Првично ќе пробам да снимам по едно видео месечно, барем една година, понатаму ќе пробам да снимам по 2 или повеќе видеа месечно. Инаку стариот вид на видеа ќе останат и ќе продолжам да снимам и такви видеа, но многу поретко. Се надевам дека тој вид на контент ќе биде заменет од некои мои идни наследници. Ако некој од вас е заинтересиран да снима видеа или пак познавате некој кој би сакал да снима, слободно контактирајте ме, доле во видеото ќе оставам контакт информации, имам направено Instagram страница за овој канал, така што можете да ми пишете во коментар. Не е нешто активна, но ќе пробам да се ангажирам повеќе, ќе има некои behind the scenes работи, bloopers и слично. Дополнително сакав да ви известам дека на овој канал веќе има активни membership, односно можете да станете еден вид член на каналот, каде што за некоја си парична контрибуција добивате некаков си вид награди. Има 3 нивоа. Првото ниво добивате сликичка покрај вашиот юзернейм кога коментирате и 100% ви одговарам на коментарот. Нормално кратки одговори, нема да пишам цели лекции во коментар. Дополнително можете да видите некои behind the scenes работи, bloopers, исто така можете и да гласате од повеќе понудени наслови кој е да биде следното видео, односно што прво да снимам, нормално од овој новиот вид на видеа. Ниво 2 е значително поскапо и целта позади тоа е бидејќи не сакам многу луѓе да бидат на ова ниво, барем не во блискинина. Зошто? Со ниво 2 ги добиваш придобивките од ниво 1, но плюс можеш да предложиш една тема, односно наслов на видео која ја ќе снимам во стариот формат на видеа, каде што ќе навлезам по-детално и ќе продлабочам во форма на предавање дадена тема. Сега, ако многу луѓе се нафатат на ова и многу луѓе ми пратат побарување за снимање видео, не би можел се тоа да постигнам, така значи немам неограничено време и многу од тие би останале ненаправени, што не е фер. Така што барем за сега се надам нема да има премногу побарување. Цената можеби изгледа некогаш скапа, но кога ќе размислиш од една перспектива и не е толку скапа, да земеш приватен тутор да ти држи предавање од 1 час е можеби 300 денари. Така што тројца студенти по 300 денари, ете ти видео од 1 час. На ниво 3 ги добиваш придобивките од претходните 2 нивоа, но плюс добиваш и 1 час разговор со мене, аудио разговор за што сакаш, освен за некои ептен контраверзни теми, политика и слично. Дополнително, ако си член од ниво 1 или повисоко, подолго време, повеќе месеци поред, добиваш различни иконки покрај твојот юзернейм кога коментираш, седа некоја си крајна икона. Исто така, сите кои што се членови, без разлика од нивото, во моментот кога снимам одредено видео или го публикувам, ќе ги има наведено на крајот на видеото нивните юзернеймови. Мислам дека има и една опција за донирање, каде што можеш да донираш, а да не станеш член, што не ја сваќам поентата, кога за истите пари можеш да станеш член и ја добиеш придобивки, но окей, постои таа опција. Сега, овие видеа ќе бидат бесплатни, без разлика дали воопшто имам членови или не. Окей, зошто бидејќи јас едноставно сакам да ги снимам видеа. Значи овие видеа ќе постојат без разлика на што и да е. Но сепак парите, иако не ми требаат, во окей финансиска состојба сум, се некој мотиватор да посветам повеќе време кон снимање видеа. Така бидејќи ја немам неограничено време да го правам ова ако немам никаква придобивка од тоа. Сега, како за крај, имам еден вид тест, надпревар, квиз за вас. Окей,
И гледате овие цртежи овдека. Првиот, кој што ќе ми каже што значат сите овие, во коментар на Инстаграм можете да ми пишете каде што бројот на сликите бидел вака 1, 2, 3, 4, 5, 6 и така натаму, ќе добие шанса да снимам едно видео од стариот формат за тема која он ќе избере од областа на биологија, односно медицина. Океј, значи овдека има 19 цртежи, најголем дел се, мислам, доста лесни, можеби потешки се само овој, но другите се прилично само објасливи. И тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново, ќе се видиме во следното видео, се надам дека сте возбудени како што сум јас. Ако имате некои забелешки, идеи, слободно пишете ги во коментарите полулу, ќе ги прочитам со задоволство и можеби ќе прифатам некој од нив. Се гледаме во следното видео и како секогаш останете љубопитни. Сега панелет. Колку пати го преснимав, вода ми снема.